треба да започне и физичка настава со оглед на тоа што се уште имаме убаво време во месец август, месец септември. Во тој период подобро е поголем дел од младите кои што полесно ја поминуваат болеста да се заразат, да добијаме поголем колективен имунитет, така да веќе кога ќе настапат есенско-зимските месеци, помала е можноста за заразување, мислам, изворите за да се заразат повозрастните, постарите, доколку помладата популација сега ни се разболи, но сепак тоа оставам на здравствените авторитети и самите родители, Министерството за образование, а како епидемиолог мислам дека младите полесно ќе поминат и колку побрзо го стекнеме тој колективен имунитет, толку ќе биде подобро за сите. За време на есенско-зимските месеци подолго престојуваме во затворен простор. Значи, има услови да се оствари поблизок контакт во такви услови. Не отвараме простори, не излегуваме многу надвор. Значи, ако сега имаме некоја бројка, ова што ја имаме сигурно ни се дуплирала и би се утростручила во текот на есенско-зимските месеци. Значи, не е работата во температурата, туку начинот на живот. Видовме изминативе 3 месеци, ние имавме прилично намален број на заболени, секако подолгиот престој на отворени простори едно време. Значи, луѓето се оградуваја од такви правење на семејни собири, свадби, и на тоа ни се должеше насипадот на заболените. А во зимско-есенските месеци не можеме, значи, да го одбегнеме. Тогаш, заради од тие причини и грипот го имаме, како една респираторна болест, која што се пренесува на ист начин како и коронавирусот. Од тие причини е очекувано, значи, во тие месеци да ни се зголемува бројот на инфицирани со ковид. Значи, блискиот контакт кој што се остварува во затворени простори, на мал простор,